Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е вршителот на должност директор на управата за финансова полиција, господинот Слободан Ивановски. Господин Ивановски, со какви предизвици и проблеми се соочува управата во својата работа? Вие сте веќе 3 месеци на оваа функција. Управата за финансиска полиција се соочува со доста предизвици и со доста проблеми. Како управа за финансиска полиција во изминативе 3 месеци отпочнавме проекти и реформи. Во делот на законски измени, предвидуваме нови законски измени кои ќе влезат во процедура во наредниот период. Во делот на дигитализација, тоа значи дигитализирање на управата со другите институции. Електронски пристап и достава на податоци по електронски пат. Што значи тоа? Тоа значи папирологијата да ја сведеме на минимум. Секогаш кога водиме предистражна постапка и кога доставуваме барање за податоци од други органи, да имаме пристап електронски до таа институција. Дали е централен регистар, дали е катастар, дали се банки, тоа ни ја олеснува постапката, истовремено, бидејќи знаеме дека предистражната постапка е тајна, имаме дискреција, имаме тајност во постапувањето и на тој начин ќе бидеме поефикасни во делот на предистражните постапки. Исто така, сакам да нагласам дека од 1.1.2025 година ние ќе го спроведеме, ќе го имплементираме ДМС системот. Тоа е документ менеджмент систем, софтверско решение кое служи за евидентирање и за водење на предмети. Односно, предистражната постапка ќе се води електронски, секој еден инспектор ќе може електронски да го отвори предметот, софтверско решение кое што ќе му даде предупредување во делот на застареност, во делот на доказна вредност на доказите кои се прибрани. Значи, ние едноставно на крајот на денот мораме како институција да направиме се за да нема повеќе чување на предмети во фиока. Спомнавте чување на предмети во фиока. Колку досега тоа беше пракса во управата за финансиска полиција? Дали имате некакви информации дека некои предмети досега биле чувани во фиока подолго време? И кои? Па вака, се уште истражуваме во тој дел. Сега за сега имаме некои си првични сознанија, но во интерес на истрагата не би преюдицирал сега со каков резултат би завршило тоа. Како во пракса се спроведува новиот антикорупцијски механизам, законот за конфискација на имот со кој што треба да се утврди незаконски стекнат имот? Законот за конфискација е на сила веќе од септември наваму. Во делот на законот за конфискација имаме планирано со новата систематизација 2 специализирани оделенија и 1 сектор кои што конкретно ќе работат на оваа проблематика. Пристигнати се 2 иницијативи од страна на Основното јавно обвинителство за организиран криминал. Ние постапуваме по нив, вршиме првични проверки и ќе преминеме во утврдување на нето вредноста на тој имот кој што не може да се докаже дека е од законски извори. Дали буџетот предвиден за догодина за управата за финансиска полиција е доволен? Па, ако го земеме фактот дека ние сме орган во состав на Министерство за финансии, морам да нагласам дека имаме голема поддршка и разбирање од страна на Министерство за финансии и врз основа на тоа дека имаме нова надлежност во делот на конфискација и дека ни се потребни дополнителни средства за 2025 година, ние сме задоволни од Министерство за финансии и од проекцијата и планирањето на буџетот за 2025 година, така да сметам дека тоа ни дава дополнителен мотив да ги испорачаме ветените резултати за наредната 2025 година. Колку што го разгледував буџетот, во предлог буџетот за 25-та, вас ви се одобрени 1,6 милиони евра, од кои што 1,3 одат на плати. Ви остануваат уште 300.000 евра за трошоци. Значи, генерално, нашиот буџет е проектиран со тој процент што го кажавте да оди за плати. Значи, најголемиот дел од буџетот оде за плати. Во тој дел, посебно со новите 2 специализирани оделенија, ќе имаме нови вработувања и затоа тој процент е голем во делот на плати. Во делот на опрема имаме разбирање од страна и на амбасади, и на владата, и на Министерство за финансии и не можеме да се пожалиме во делот на опрема и во делот на софтверски решенија. Значи кадровски ви фалат? Да, кадровски ќе се доекипираме во 2025 година. Исто така тука сакам да нагласам и предвидуваме во новите законски измени оделенија за внатрешна контрола. Што значи тоа? Ние постапуваме по сите предмети, вршиме контроли секаде по однос на предметите и проверки,
Но главното прашање кое што ги интересира граѓаните е кој не контролира нас? Дали ние имаме оделение за внатрешна контрола? До сега не, но со новите законски измени предвидуваме оделение за внатрешна контрола кое директно ќе врши надзор и контрола врз основа на постапувањето на инспекторите. Така. Кој е вашиот најголем предмет на кој работите во изминатиот период? Ова е деликатно прашање, а самиот факт, односно самата надлежност која што не ја дава Законот за финансиска полиција, е постапување во делот на кривични дела како што се перење пари, криумчарење, недозволена трговија, даначно затојување и други кривични дела со значителна имотна корист. Самиот момент со значителна имотна корист не става во рамка дека ние по дефолт работиме големи предмети. Но од друга страна можам да ве уверам дека за поголем дел од предметите кои што се актуализирани во јавноста постапуваме. Така, значи нема да откриете кој ви е најголемиот предмет? Па сепак би се држал до моментот дека предистражната постапка е тајна, така да не сакам да навлегам во одредени детали за да не ја загрозам тајноста на предистражната постапка. Еден од последните предмети за кои што информиравте јавноста беше кривичната пријава за поранишниот министер за култура Хисни Исмаили. Зошто беше потребно толку време за финансиската полиција да ја формализира кривичната пријава, кога за тоа веќе имало една иницијатива уште во 2021 година? Ова прашање веројатно треба да го адресирате на друго место. Јас можам да зборувам за мене во овие 3 месеци. Јас влегов да работам професионално, значи заедно со инспекторите, заедно со раководителите, гледавме да сработиме максимално што е можно, професионално, темелно да биде сработен секој еден предмет. Впрочем, покрај за екс-министерот за култура поднесовме и кривична пријава за екс-министерот за земјоделие. Излеговме со соопштение, не би навлегувал во детали и не би навлегувал надвор од соопштението кое што беше доставено од страна на финансиска полиција, така да сакам да ве уверам дека секој еден предмет кој што е влезен во финансиска полиција, секоја една наредба која што е пристигната од јавно обвинителство ќе биде сработена на професионален начин. Така, велите дека тоа прашање треба на друга адреса да се постави. Дали откривте зошто инспекторите во финансиска полиција 2 пати го повлекуваат, односно го одложуваат рокот за кривичната пријава, имајќи в предвид дека веќе еднаш доставиле информација, па после тоа повторно барале дополнителни рокови за да достават дополнителни докази? Не би можел да ви одговорам на воа за тоа што тој предмет бил работен заедно со јавното обвинителство и секогаш кога постапуваме во делот на наредби и предмети со јавно обвинителство, чекаме насоки, се консултираме, се координираме така да не би навлегол во детали за претходниот период. Кога се работи за високи функционери и за големи предмети, има ли притисоци, влијанија, обиди некако да се делува врз управата за финансиска полиција, односно врз инспекторите? Притисоци и обиди за влијанија секогаш имало, но во овој период од 3 месеци кога сум јас на оваа функција, до сега немало, затоа што моето размислување е дека јас не сум оставил простор за притисоци и влијание. Притисоци и влијание секогаш се случува таму каде што нешто на некого должите. Јас овде на оваа функција влегувам без концесии, без оптоварувања, затоа до сега за одреден предмет до мене не стигнал притисок или влијание за какво и да е постапување на управата за финансиска полиција. Така. Минатата година финансиската полиција влезе во град Скопје и одземе документација со цел да се издржат како биле потрошени 30.000 евра за украсување на градот за новогодишните празници. До каде е тој предмет? Во текот на 2024 година обезбедена е целосната документација од град Скопје. Исто така извршени се дополнителни проверки во делот на реализацијата на тие договори кои што се производ на тој повик. Така да овој предмет се работи и е во некоја си понапредна фаза, но сепак очекуваме некои одговори од страна на град Скопје кои што треба да не бидат дополнително доставени и дополнителна документација и врз основа на тоа што кога го анализираме ќе поднесеме соодветен поднесок до јавното обвинителство. Поречи си 1 година истрага, има ли основи за сомнеж за сторено кривично дело? Има повеќе аспекти во тој предмет, така да сега не би сакал да излегувам со проценки и оценки и со некакви анализи.
Сакам да кажам дека секој еден предмет кога ќе се отвори во управата за финансиска полиција, почетокот некогаш не излегува, теоријата на случајот некогаш не излегува на крајот. Затоа што одреден документ или одреден доказ кој што ќе биде доставен може да го дементира целиот правец кој што на почетокот бил утврден. Така да сакам да оставам до крај да ја завршиме предистражната постапка и нормално за тоа ќе бидете информирани. Обвинителството издаде наредба за финансиска полиција да го разгледа поништениот тендер на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје за гориво. Дали ги земавте документите од ЈСП за нивното финансиско раководење? Документацијата од страна на Бирото за јавни набавки е прибавена. Чекаме документација од ЈСП, доставено е барање до ЈСП и врз основа на сето тоа ќе утврдиме, ќе анализираме, ќе провериме и ќе видиме со каков соодветен поднесок ќе доставиме до Основно јавно обвинителство Скопје. Сепак нема да бидат изоставени и консултациите со јавен обвинител во овој случај. Дали ќе биде разгледан да ревизорскиот извештај за ЈСП, затоа што во него за однос на минатата година како се работело во ЈСП се утврдени проблеми во финансиското раководење од една страна, а од друга страна во однос на тендерите се забележува дека имаат проблеми во спецификација тендерска, каде што се фаворизира одредена компанија, тоа барем го утврдува ревизорот во неговиот извештај. Конкретно сега за овој случај работиме на две тендерски постапки, но доколку имате некои дополнителни сознанија за други тендерски постапки во делот на начинот на спроведување, во делот на реализација, слободно можете да доставите до нас сознанија кои што дополнително би ги провериле и би ги анализирале и би постапувале по нив. Неодамна финансиската полиција влезе во ЕСМ и како што известивте, ви е предадена документацијата за финансиското работење на оваа институција, односно на ова предпријатие. Што точно се истражува? Во делот на ЕСМ и на РЕК Битола, за случајот кој што е запозната јавноста и е доста актуелен во јавноста, можам да изјавам дека добивме наредба од Основното јавно обвинителство Битола, вршиме консултации со јавен обвинител. Во тој предмет ги анализираме начинот на спроведување на тендерската постапка и начинот на реализацијата на тие договори кои што се производ на таа тендерска постапка. Се уште е рано, бидејќи се работи за обемна документација, потребни се повеќе проверки, потребна е детална анализа, така да се уште не би излегувал со некакви проценки во овој дел, но сакам да ве уверам дека посебно внимание ќе посветиме на овој предмет и веднаш штом ќе имаме нешто конкретно во делот на првични сознанија и во делот на соодветен поднесок до јавното обвинителство, јавноста ќе биде известена. Дали во моментов во делот предметите се проверува и некои од актуелните функционери? Имаме постапки вака. Секогаш кога постапуваме, ние не правиме разлика дали се екс-функционери или актуелни функционери. Нормално е дека во предметиве ќе излезат и актуелни функционери и екс-функционери, така да управата за финансиска полиција ќе постапува неселективно, без разлика за кој да е предмет, за кој да е име ќе произлезе од тој предмет. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.